Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви. Уставот го гарантира, но дали ова основно право на граѓанинот останува само на хартија и дали се применува и за граѓанките во сите сфери на општественото живење. Медиумите имаат критичка важност во едно демократско општество, затоа што тие, како креатори на јавното мислење, помагаат во креирањето или рушењето на стереотипите и предрасудите. Меѓутоа, каква е структурната положба на жените токму во медиумите во Македонија, земајќи ја во предвид нивната застапеност на разни нивоа во управувачките структури и во структурата на вработеноста во медиумите? Каква е нивната образовна подготвеност, економската и безбедносната положба? Ова се некои од прашањата за кои разговаравме со нашите соговорници, новинарки, новинари, професорки, за да се обидеме да дојдеме до одговори за тоа каква е позицијата на жените кои работат во медиумската индустрија во Македонија. Новинарството важи за женски свет, но менаџерските и уредувачките позиции во него се резервирани за мажите, а стереотипите на жените во медиумите и во програмите, но и во структурната застапеност се уште представува реалност. Ова се дел од заклучоците на истражувањето на Македонскиот институт за медиуми и Мировниот институт од Љубљана. Ако се суди според квантитетот, студентите кои се запишуваат на факултетите за новинарство низ Македонија, всушност во поголем број се студентки. Додека највисоките позиции управувачки и уреднички најчесто се резервирани за мажите, помал е бројот на сопственички, управителки, главни уреднички кои се потпишуваат за редакцијските тимови. Мислам дека во општеството кај нас општо управувачките и менаџерските позиции ги имаат мажите и тоа е феномен кој што се провлекува и во новинарската професија. Избегнувам да правам такви дистинкции, меѓутоа многу е поразличен пристапот на жена која што е на уредувачка политика, која што е води уредувачката политика на медиумот отколку мажот. Колку и да се целите исти, колку и да делат исти вредносен систем, сепак пристапот кај жената е малку поинаков, малку поличен, поинтимен, а такви се и новинарските стории кога жена раководи со еден медиум. Со народен речник кажано, се повеќе студенти од новинарство бегаат како од ѓавол. Ова го покажуваат статистиките од истражувањето на МИМ. Но и оние малку студенти кои се запишуваат и имаат амбиции да станат дел од седмата сила, се жени. Статистиката говори дека на приемните огласни табли на универзитетите каде што се студира новинарство, се почесто се среќаваат женски имиња. Правниот факултет во Скопје и оној во Штип се типична подкрепа на ова истражување. Од вкупно 84 запишани студенти на новинарство на Правниот факултет во Скопје, 47 биле жени. Ова е сликата на студиската 2016-2017 година. На одсекот новинарство во Штипскиот Гоце Делчев биле запишани 22 студенти. Само 4 биле машки во оваа група. Само на Државниот универзитет во Тетово сликата е поинаква. Учебната 2016-2017 година се запишале 39 на студенти. 17 биле жени, а 22 мажи. Слично било и во учебната 2011 и 2012 година, кога тој сооднос бил 35 студенти наспроти 26 студентки. Интересот за новинарската професија е ужасно намален и тоа не се должи само на еден фактор, тоа се многу фактори кои што се испреплетуваат меѓу себе, почнувајќи од статусот на новинарите во општеството,
колку плата земаат, колку се економски заштитени и колку се и од друга страна, нели, која е состојбата и во редакциите, но и колку се чувствуваат сигурни додека ја работат нивната професија. Како што се намалува интересот за новинарско образование или пак за да се биде новинар, се намалува од друга страна и интересот кај, ајде да кажам, кај машкиот пол за новинарската професија. Предпоставувам тоа е и од овие неколку причини, бидејќи одат заради бизнис или заради некои други работи, но де факто ние имаме една ваква женска професија, условно кажано, со децении наназад. Но не сите новинари имаат соодветно стручно образование. Во редакциите во Македонија работат голем број новинари кои имаат завршено друго високо образование. Нашето искуство кажува дека една годишна интензивна новинарска обука би дала една доволна и основна подлога за да се биде добар репортер како првична скала во градење на новинарската професија. Она што нас не загрижува е и што имаме помалку новинарско образование, што имаме се помал број на млади колеги кои сакаат да влезат во новинарското образование, но и во новинарството, но и тие што влегуваат де факто не сакаат да се занимаваат или многу поретко сакаат да се занимаваат со, условно кажано, тешките теми. Во Македонија, во регистарот на Агенцијата за аудиовизуелни медиуми се регистрирани 123 радиодифузери. Меѓу нив се 53 телевизии и 70 радиостаници, национални, кабелски, регионални и локални. Граѓаните се информираат и преку 20 печатени медиуми. Со посебен регистар не се опфатени дигиталните медиуми. Нивниот број континуирано се менува, иако реалните проценки покажуваат дека има околу 100 сајтови за вести и информации што имаат некаква важност. Но и покрај големиот број медиуми на речиси 2 милиони граѓани, има и новинари кои бараат, но не можат да најдат работа. Тие се евидентирани во Агенцијата за вработување. Работа бараат вкупно 80 дипломирани новинари кои се пријавени во центрите во 18 градови. Најголем број невработени новинари има во Скопје, 44. Трендот на вработување на жени во медиумите расте, особено меѓу 2012 година и 2016, но и тоа не е доволно да ја промени родовата слика во новинарските куќи, каде што мажите го држат мнозинството. Единственото истражување кое на оваа тема било спроведено досега го направила Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, анализирајќи ја застапеноста на жените кои известуваат од терен. Се забележува тренд на пораст на бројот на вработени жени во ТВ индустријата. Од 686 жени во 2012 година до 956 припаднички на овој пол во 2016 година. Минатата година во медиумите биле вработени 39% на жени, наспроти 61% нивни машки колеги. Слична била и сликата и претходно. Сепак најголемиот број од мажите работеле како реализаторски кадар, техничари, додека поголем процент од жените биле ангажирани како новинарки. Јас имам многу позитивно искуство. Мене прв уредник ми била Гордана Стошич, која што не учеше на новинарството, и имам позитивно искуство со нејза, затоа што жените навистина знаат да бидат цврста рака, што се вели во новинарството и во начинот на кој што треба да се уредуваат вестите. Мислам дека ние жените, можеби ние слабо што повеќе знаеме да сочувствуваме со новинарите, ама од друга страна не бива многу за организација и како што веќе кажав, сме мултифункционални и на повеќе места можеме да се усмериме и да се фокусираме за разлика од мажите кои што мислам дека генерално тоа им е мана. Во суштина во оној професионалниот дел многу разлика нема. Во смисла на тоа како се бираат темите, како се работи работата, како уредникот ве води, тоа зависи од личноста колку е професионална. Меѓутоа, сега на човечко ниво може да кажам дека има разлика. Уредничките секогаш биле поемпатични. Во смисла разбираат кога имаш некаков проблем, дури некои од нив дури мајчински знале да се постават кон мене, тоаш го немаш кај мажите уредници, колку и да сте пријатели.
На директорските и управителските места, но и повеќето уреднички позиции доминираат мажите, вели статистиката. Тоа значи дека клучните задачи доаѓале од фотелите на кои седеле мажи, а ги спроведувале жени. Веднаш ќе одговорам дека жените се рамноправни во новинарството. Повторно од лично искуство кај што сум работел, колешките земаат исти плати како колегите во согласно работните задачи што ги имаат, а што се однесува на позициите што ги имаат во телевизиите, само да ви напоменам дека од 5 национални приватни медиуми 3 имаат главни одговорни уреднички. Значи имаат жени на највисоките функции. Според податоците на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услови, само 2012 и 2014 година може да се наречат женски години на новинарството. 67 наспроти 68 и 61 наспроти 65. Сите останати години бројот на мажи уредници е доминантен. Најдрастичен е родовиот јаз во 2016 година, во која што од анализирани 52 медиуми имало мажи директори или управители, а само во 11 медиуми жените биле на истите раководни места. Во 34 медиуми 100% од сопственоста ја поседуваат мажи. Целосна сопственост имаат само 4 жени. Медиумите и редакциите не се надвор или некакви енклави надвор од општеството. Тие се еднакви, односно ситуацијата во нив е иста како што и во самото општество. А во нашето општество жените се стереотипизирани, дискриминирани и ставени на маргините. Така што во таа смисла решението е промена и на општествената ситуација и тогаш и редакциите ќе го отсликуваат тоа. Кај албанците имаме положбата на жената години наназад била во незавидна ситуација поради многу причини, посебно поради традиционалните семејства кај нас и затоа улогата на жената пред се била да е домакинка, па после се друга, кој има време за други работи. И затоа ние имаме потешкоти и ден денеска, кога сакаме да создадеме таква еднаква структура на вработени по полова еднаквост, имаме проблем во изнаоѓање на кандидати жени кои што би работеле кај нас и затоа ние дури дополнително ги стимулираме само за да ги примамиме, за да дојдат да бидат дел од нашата редакција. Во една работа во медиумите и мажите и жените се речиси еднакви. Платите кои се движат по државниот просек ги земаат сите новинари, без разлика на нивниот пол. Истражувањето на синдикатот за медиуми покажува дека платите на новинарите и на новинарките, на уредниците и на уредничките варираат независно од родот. Според анкетата на ССНМ спроведена во јули и август минатата година, речиси 45% од македонските новинари примаат плата пониска од државниот просек, кој изнесува 22.808 денари, а 85% имаат плата помала од вредноста на потрошувачката кошница. Оваа анкета открива и голема разлика меѓу новинарската и уредничката плата, особено во телевизиите. Новинарската плата се движи некаде околу просекот, помеѓу 19.000 и 24.000 денари, додека уредничкиот личен доход варира од 40.000 денари до 50.000 денари, со исклучок на таа на главен уредник, која стигнува и до 120.000 денари. Менаџментот на медиумите повеќе ги вреднува раководните позиции, бидејќи тие се полугите преку кои тие ги остваруваат своите интереси. Додека новинарите и техничкиот кадар се, така да речам, потрошна роба. Лесно има голема понуда на работната сила, мала побарувачка и пазарот, односно цената на трудот, паѓа.
Не се доволно платени, можеби и нерамноправни, но дали жените на нивните работни позиции во медиумите се барем безбедни? Според истражувањето на МИМ, новинарството во Македонија важи за стресна и небезбедна професија. Закани, притисоци, тужби од сите страни и од функционери во извршната, законодавната или пак локалната власт, но и од јавни личности, па и меѓу самите новинари. Зависи од условите во државата. За жал, ние сме држава во која што не знае што ќе се случи утре. Упадот на 27 покажа дека новинарите што отишле да известуваат таму за еден обичен собраниски ден или избор на претседател на парламент завршија како репортери од кризно подрачје. Неочекувани се небезбедносните зони. Во животот сум имала искуство и конфликтот во 2001 да се соочам навистина со небезбедни ситуации. Меѓутоа, треба и ние да се чуваме, меѓутоа да се сменат и условите за работа. Секако уредништвото, односно менеджментот да ни овозможи безбедна околина. Во моја редакција се внимава на некои настани каде што може да биде нападната, да нападнат новинарот и дека таа жена потешко може да се одбрани и слично, се внимава, не ги пуштаат колешките на настаните, идам јас. Вербалните напади кон новинарките изобилуваат со партиско-политички етикети, јавен линч, но и сексистички коментари кои имаат цел да го нарушат угледот и достоинството на жените во професијата. Тоа е многу болно, бидејќи не ве потценуваат како новинар, не демантираат ваши текстови, туку ве дискредитираат како жена. И мене најлош случај што сум го доживеала беше случајот пред, па има доста години поминато, меѓутоа не ми избледува од сеќавање. Таа дискредитација што ја доживеав од водителот Миленко Неделковски, кога после објавен мој прилог на една телевизија, почна со такви дискредитирачки пораки на социјалните мрежи, каде што објавуваше мој телефонски број со повик да ми се јавуваат мажи, че буквално беа објавувани мои фотографии. Оливера Лакик и Јан Кучијак се само два случаи кои ја кренаа балканската, но и светската јавност на нозе поради извршените брутални напади врз нив. Властите мора да го истражат секој напад и не само да го казнат извршителот на нападот, туку и на оној кој го нарачал тоа. Токму ова беше и клучната порака на Харлем Дезир, представникот на ОПСЕ за слобода на медиумите, дел од конференцијата за медиуми во Југоисточна Европа, која се одржа во мај годинава во Струга. Во изминатите месеци неколку новинари беа убиени во Европа, како Дефне Галиција во Малта, Јан Кучијак во Словачка. Луѓето кои стојат за тие напади не се изведени пред лицето на правдата. Во анкетата за состојбата на новинарството спроведена од ЗНМ, во која учествувале 92 новинари, одговориле дека често се соочуваат со јавна дискредитација во односот со владата, верските организации и големите компании, често јавни навреди, говор на омраза и поткопување на презумцијата на невиност. А 35% од нив сметаат дека постои систематско следење придружено со постојани закани. Најголем страв сеат политичките партии кои се закануваат со одмазда за објавена новинарска сторија. За овој заклучок застанале дури 62% од анкетираните новинари. Бројни меѓународни документи ја регулираат родовата еднаквост во сите сегменти на општествата. Македонија е меѓу земјите кои се обврзаа за имплементација на платформата за акција, која опфаќа области од посебен интерес за жените: сиромаштијата, образованието, жените и здравието, насилството, жените во вооружените конфликти, жените и економијата, жените и моќта и учеството во процесите на донесување на одлуки, институционалните механизми за зајакнување на жените, жените и човековите права, како и улогата на жените во медиумите. Фактите, бројките и искуствата говорат дека во земјава уште многу работи треба да се менуваат, за да се подобри и положбата на жените во медиумите, а со тоа да се овозможат повеќе работни места во сопстvenичката и менаџерската структура.